Добар ден, почитувани гледачи, во Слободен печат на Слободна ТВ. Подготвивме нова тема, нов разговор и секако со цел да го задржиме вашето внимание. Станува збор за така наречениот насилен екстремизам, негово дефинирање, што значи, каде постои во регионот и колкави се опасностите и заканите за безбедноста на државите и населението. По тој повод го поканив Владо Димовски, раководител на проектот, кој започна да се реализира пред 3,5-4 години, попрецизно од негово разговорот, а истовремено и повод за оваа тема е конференцијата за насилен екстремизам, што е закажана за 27 и 28 јуни во Скопје. Добар ден, господине Димовски. Добар ден и поздрав на гледачите. Ја најавив конференцијата која е посветена на разговор за тема насилен екстремизам. Збор два за конференцијата, кои се учесници и кои се тезите. Ова е меѓународна конференција која е во организација на Македонскиот центар за меѓународна соработка и партнерите кои работиме на делот на проектот за превенција од насилен екстремизам, врсничко насилство, радикализам и така натаму. И се одржува на 27 и 28 во Скопје. Учесници на ова всушност конференцијата е едно заокружување на 4-годишна работа на повеќе граѓански организации и државни институции во делот на превенцијата од насилниот екстремизам, а учесници на конференцијата се, бидејќи регионална конференција, се представници од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Македонија. Како се позиционираат овие држави во рамките на регионот, особено ако ги имаме предвид дека се членки на НАТО Грција, Албанија, Македонија и Црна Гора, а сепак се концентрирате на екстремизмот во Босна и Херцеговина, Косово, Албанија и Македонија? Програмата на овие активности ги опфаќаше и се уште ги опфаќа деловите каде што, да речеме, е поизразен малце насилниот екстремизам. Оние земји, оние средини од каде, да речеме, граѓани на тие земји учествуваат во борбите на војни жаришта во странски војски и така натаму. Па ние веќе 4 години работиме со повратници, со нивните семејства, нивните блиски и така натаму као граѓански организации и во делот на превенцијата заеднички со државните институции преземаме одредени активности да им се помогне да се тие луѓе вратат во нормално живење во земјите од кога ќе се вратат. Има голем дел од комшиските земји, од соседите, каде што голем дел не се ни вратени. За волја на вистината и за да биде појасно за гледачите, што всушност значи овој насилен екстремизам, со оглед дека спомнавте држави, спомнавте подготовки, дали ова може да се смета секој вид насилство или е некоја специфичност во однос на државите? Насилниот екстремизам всушност започнува од секој вид на насилство. Значи имате екстремно мислење, што е исто така насилство. Имате екстремизмот е развиен во сите земји, да се разбереме, но некаде со поблага, некаде со во полоша форма. Ние ако земеме некоја историја наназад, највачките групи применуваа насилен екстремизам. Секогаш на надпреварите. Кај нас, зборувам на Балканов и така натаму, додека во развиените земји тоа го нема. После Белгија Хесел, кога се случи, прекина. Тоа гледачите, помладите не го знаат случајот, кога беше ставена бомба. Не го знаат, но прекина тоа затоа што поразвиените држави си презедоа одредени санкции, веќе не одеа на превенција, туку на санкционирање на таквите појави. Ригорозни се казните воопшто за... Кај нас се уште работиме на превенција, сметајќи дека ќе се опаметиме, нели? Или ќе дадеме памет на некој да со тоа се престане, но малце тешко ни одат работите. Мислам на државните институции и државните институции тоа мора да го спроведат. Ние како граѓански организации сме секој пат подготвени да работиме на превенцијата. И тука сме многу успешни.
во делот на превенцијата од насилниот екстремизам. Да ве прашам сега да ги споиме двете работи, конференцијата на една страна, објаснувањето за насилниот екстремизам и всушност бенефитот од реализацијата на проектот, велите промоција на презентација или едукација на одредени вештини. Спрема кого и зошто? Па, јас можам да говорам во делот на она што ние како Центар за толеранција го работиме. Ние работиме превенција од насилен екстремизам и врсничко насилство во училишните средини. Значи работиме со млади деца, претежно од 6, 7, 8 одделение и така натаму, на кои им држиме обуки во делот на булингот, делот на насилното решавање на конфликти. Значи сепак тој вид насилство што се јавува го третирате како можност дека може да се развие екстремизам. Да, апсолутно. Апсолутно. Кои се ефектите од таа едукација спрема децата? Дали можете да мерите за година, две некои генерации дека се едуцирани или дека го разбираат тоа насилство? Со оглед дека проектот е 4 години. Со бројки, ако оперирам, ќе ви кажам дека ние во 32 училишта работиме. Работевме и се уште работиме во ги менуваме од квартали во квартали училиштата и така натаму, штом ќе ги завршиме работилниците кои се за тоа предвидени, и можам да ви кажам дека во ниедно од училиштата досега немаме таква појава. Мислите на насилство? Да, тоа е резултатот. Тоа е резултатот. Добро, обратно да го поставиме прашањето, дали претходно пред да дојдете имаше насилство? Именно тоа сакав да го кажам. Значи ние училиштата ги бираме претежно во руралните средини, но и во урбаните средини, ги бираме сами, но работиме и во училишта онаму каде што имаме и дојава одредена. Минатата година, пред минатата имавме дојава после настаните во Белград кои се случија во училиштето во Рибникар, имавме дојава за во две училишта каде што училишта каде што имаше одредени закани, вербални во секој случај, не достигнале стадиум на физичко насилство и така натаму, но каде што имаше као низ некоја детска игра, ова во Белград што го направи овој ништо не е за мене, јас можам не знам колку да направам и така натаму. На таквите дојави ние веднаш се упативме во училиштата, работевме таму. Добро, вие сте како граѓански сектор, каде е тука полицијата, педагошкиот совет? Добро, заеднички го работевме. Заеднички го работевме, затоа што дел од школите си формира и безбедносни штабови, кризни штабови и така натаму со институциите, со педагози, со стручни соработници од училиштата кои се покажа, можам да кажам слободно, се на едно многу високо ниво професионалци кои таквите работи заеднички со нас ги решивме во многу краток период, и затоа кажав дека во 32 училишта ние кои ги одбравме и оние кои сами се пријавија или подопрен глас се упативме таму, немаме такви случаеви. Сега ќе ви поставам на прашање повеќе социолошки да размислувате, со оглед дека вашиот работен век во најголем дел е поврзан со образованието. Кога станува збор за насилство, често се гледа националниот или етничкиот состав на децата, потоа се гледаат социјалните карактеристики меѓу децата и возраста. Колку овие варијабли, колку овие елементи влијаат кај насилството или кај овој екстремизам во училиштата кај што ги држите предавањата? Ние не го третиравме проблемот на насилството од аспект на национална структура или национална припадност. Затоа што имавме во ситуација... Тука не влегува ни верската. Не влегува ни верската, да. Имавме повеќето случаеви беа каде што од иста национална заедница беа насилниците и оние кои беа жртви на насилството. Добро, дали тогаш влијанието на полот имаше значење? Машки и женски во однос на тој дел? Ни тука не можеме да правиме разлика, затоа што имавме и кај едните и кај другите. Ако се сеќавате, минатата година ние имавме женско врсничко насилство во центарот на град Скопје. Нити па социјалната структура, да речеме ако се од пониски социјални слоеви и така натаму, незадоволство се појавува и така. Не манифестира тоа напред. Не манифестира. Минатата година имавме дури, ако се сеќавате, јас и тогаш разговаравме, не ја префрливме, него ја лосиравме вината кај родителите на децата. Ако се сеќавате дека родителите не поведоа сметка околу тоа што нивните деца прават, дури имавме еден родител кој доста имучен и така натаму, не е во социјална категорија, закупи билборд
пред гимназијата Јосип Броз Тито, каде што го оправдуваше насилството на своето дете. Мислам, татко на насилник беше, на едно од девојчињата. Тоа беше и во медиумите и така натаму пласирано. Дали државата презеде нешто против тој родител? Не знам. Мислам, Во суштина се обидувам сега да го најдеме коренот или причината, но не каузалитет, како доаѓа до насилство, кои се факторите што влијаат? Знаете што во она што ние го имаме утврдено во основните училишта, малце повеќе наликува тоа на некоја си детска игра во почетокот, која потоа прераснува во на екстремно мислење, па на врсничко насилство, па екстремен Збориме во подоцнежните години. Во подоцнежните години. И таа детска игра, ако не ја прекините на време, да речеме, некој млад човек се форматира како насилник. И тука веќе произлегуваат еден, двајца, тројца или група насилници и така натаму, кои то прогресивно после се шири. Се обидувам да ве доведам во една реалност и која сакам да ја анализирате и психолошки и социолошки. Се сеќавате во 90-тите години имаше така наречени навивачки групи, независно од кој спорт беа, и нема да ги послушам на кој мислам, а сите ќе знаат на кој мислиме, каде што генезата на нивното навивање беше насилството. Мојот коментар тогаш беше дека кога ќе доведете поради добра игра и кога ќе инвестира државата преку воспитување во спортот и 30.000 публика, 300 насилници не можат да бидат лицето на спортскиот надпревар. Да, но можат да бидат лицето на една партија или на една на една политика. Кога имате празен стадион, тие 300 се всушност единствените гледачи и со ние другите 300 се тепат. И мојата реченица беше: среќен сум што барем немаме такви спортски екипи во фудбал или во кошарка, зашто знаеме дека и во кошарка се тепа. Од друга страна гледаме како развиениот свет и државите со многу ригидни полициски методи се справуваат со насилниците. Дали се од Србија, дали се од Холандија, дали се од Англија, дали се во Грција или во Шпанија, не ги интересира. Полицијата интервенира и затвора. Знаете што во тие поранешни години навивачките групи се создаваа по потреба. Тогаш добива и имиња. Ние немавме до пред 90-та година навивачки групи кои има имиња, како што да речеме сега ги имаат Чкембари, не знам комити, не знам шверцери, не знам и така натаму, како или како им се викаат, не ги знам сите, нели? Тогаш веќе во тие години кога започна повеќе партизмот, државата ги создаваше или одредени политички или одредени субјекти, државни структури. Да, одредени државни структури или одредени политички субјекти ги создаваа тие групи за своји потреби. Потреби за да ги употребат во политиката. Но сето тоа се рефлектираше преку спортските надпревари, речиме, и таму се случуваше тоа насилство. И во подоцнежните години, ако се сеќавате, ние на Кале имавме судир на навивачки групи. Исто нарачно. Немавме ние судир на граѓани. Таму, национални заедници. Таму имавме судир на навивачки групи. И всушност во целиот овој период ќе произлезе дека насилството или овој екстремна форма на насилство е главно карактеристика меѓу политичките партии и овие навивачки групи кои се манифестација на тоа насилство. Значи, за жал на Балканот политиката си одигра една насилничка улога во овие изминати. Некој победува на избори со кршење кути. Така да граѓаните гледајќи ги политичарите како се однесуваат, почнаа и они да ги следат нивните постапки и така натаму, почнувајќи од кршење на кутии. Па имавме, ако се сеќавате, и пукање, и убиства и така натаму на одредени избори. И знаете што кај младите луѓе секој пат провејува тоа, ако овие може да прават, зашто не можеме и ние да правиме? Како пример им служија на младите луѓе. И на Балканот е штета што политичките субјекти, без разлика каде, дали кај нас или во соседните земји и така натаму, нема да ги делам,
таквите насилнички групи ги создаваа политичките субјекти. Но се оградуваа од нив во оној момент кога тие ја губија контролата над нив. Да, практично кога... И тогаш се оградуваа, но тогаш е доцна да се оградувате. Сега има едно прашање за кое не разговаравме пред подготовката на овој разговор. Меѓутоа, познавајќи ги вашите стручни знаења, мислам дека е соодветно да ве прашам. На европските избори во Европскиот парламент претежно победија десните партии, некаде се втори или трети, а во добар дел делат власта на национално ниво. Носат мнозинство. Носат мнозинство. Прашањето гласи вака. Дали очекувате дека Европа после 5 години сметано од вчера ќе биде десницата се уште во уште поголем подем и оние форми што ги гледавме во 30-тите години низ историските читанки ќе ги доживееме низ форма на насилство, затоа што сега гледаме преку социјалните мрежи разни коментари на расизам спрема одредена население и всушност да не произлезе дека вашиот проект кој се однесува на 3-4 држави, сме премногу микро средина за вистинското насилство што се заканува како екстремизам во Европа. Јас не верувам во тоа, дека ќе се развие до таа мера во делот на европското семејство, нели? Бидејќи сметам дека они се оптеретени повеќе со она што се случува, да речеме сега моментот во Украина, па со Молдавија, влегувањето, па со она што се случува со Палестина, Израел и така натаму. А во овој дел само они сакаат да доминираат во делот на носење на одлуките во европските институции, доколку дојде до неконтролирано ширење на таквите работи или тој национализам, тој Фактички ќе биде насочен кон... Ако се сеќавате, ние во Австрија имавме таков еден случај со Хајдер ли се викаше? Хајдегер. Да. Европската унија многу брзо го реши тоа. Да, ама тогаш беше поединец и единечен. Единствено во тој период Холандија имаше еден фашист, Швајцарија во подем, а Лепен и Италијаните... Се броја на прсти. Да, беа многу слаби, ама сега се 7 држави плюс 7 држави, второ, трето место. Да, без разлика, но сметам дека се тие веќе зрели политичари и дека знаат што прават. Токму затоа викам дека не верувам дека до тоа може да дојде. Сметам дека ќе запостават било какви други проблеми ако до таква работа дојде и ќе се посветат на тоа за да го анулираат. Не е во полза, нити нивна полза е тоа, затоа што ќе изгубат на подолг рок. Тие работат малце на подолги стази. Добро, се согласуваме дека заканата не е видлива или не е голема од денешен аспект. Меѓутоа, сметате ли дека целиот овој исламски, арапски, образован свет што влезе во Европа, дека така брзо и лесно ќе се култивира во смисла на европската култура или ќе се обиде да се задржи во рамките на својата локална култура? Тоа многу ќе зависи од политиката на државите каде што тие доаѓаат. И тоа не ви личи дека можност... Зависи од кои причини доаѓаат. Економски причини ли се, национални причини ли се и така натаму. Но ако веќе се вратиме малце назад, се сеќавате дека колку големо внимание и колку многу се посветуваше на сузбивањето на исламската држава, на ИСИС. Да. Па во тој дел дојдоа одредени ексцеси, насилства. Во Данска имавме, во Франција имавме Шарли Ебдо, имавме поединечни и така натаму, но сето тоа као да се потисна. Не као да се потисна, него се потисна. Денеска ние немаме во секој отворање на социјалните мрежи или вестникот кој ќе го отворите, дека исламската држава води борба таму и така натаму за територии. Го немаме. Значи, сепак сметам дека и овие десничарите кои дојдоа се повеќе и повеќе ги има во делот на европските институции, дека се прекалени политичари и дека знаат што прават. Ќе напуштиме Европа, ќе се вратиме повторно на Балканот, дома.
не дека ние посигурно, туку се обидуваме да го направиме ова место поубаво за живење и за идните генерации. Кои се резултатите што ги очекувате од проектот и резултатите од конференцијата? Па на конференцијата ние разменуваме мислења за она што досега сме го направиле и она што произлегуваат и нови предлози што понатаму да направиме во делот на превенцијата и така натаму, во делот на грижата за повратниците, нивните семејства и така натаму. Во секој случај овие држави кои учествуваат на конференцијата сега за сега добро се справуваат со овој проблем. Се справуваат од проста причина што им пружаат секаква подршка и помош за да тоа едноставно да стигнеме до оној стадиум на дерадикализација на тие луѓе и мислам дека добро до сега работиме на тој дел, а во делот на проектот ние продолжуваме со тоа што ние ќе создаваме веќе во иднина, ние како Центар за толеранција сме определени да понатаму работиме со локалната самоуправа, да создаваме кадар кој ќе се занимава исклучиво со превенција. А би можеле да го напуштите полето на образование и да го зголемите со други слушатели на вашите предавања? Нема да го напуштиме полето на образование. Добро. Значи во образование повторно ние ќе си работиме, константно ќе работиме, затоа што образованието е една од најслабите нишки во тој дел и мора константно да се работи. Добро, а дали тогаш ќе одите во други групи, како што се да речеме други училишта, овие ќе се менуваат, Оние со кои досега сме работеле сме ги завршиле обуките. Ние веќе на есен ќе правиме обуки на една поголема група на наставници и стручни соработници, кои потоа ќе видат дисеминатори во своите училишта. Па ќе работиме во други училишта, па ќе создаме друга група која ќе биде дисеминатор и така да го покриеме образованието. Се надевам дека новата министерка за образование, која сметам дека има разбирање за овој проблем, не сметам, него знам дека има разбирање, дека ќе не излези во пресред и она понатаму да работиме во училиштата, затоа што се работи сепак за наши деца. Господине Димовски или колега Димовски, ви благодарам за овој разговор. Навистина едукативно и информативно за нашите гледачи и воопшто за граѓаните на Северна Македонија да бидат едуцирани во овој поглед. Ви благодарам и на вас и благодарам што посветувате внимание на ваквите теми кои се интересни теми и на кои теми мора да се работи на подолгорочен период. Почитувани гледачи, беше ова господин Владо Димовски, раководител на проектот за превенција од насилен екстремизам, со кого и во други наврати сме разговарале за насилството во Македонија меѓу врсниците и слично. Оваа тема беше посветена на насилниот екстремизам во пресред на меѓународната конференција на 27 и 28 јуни што ќе се одржи во Скопје. Истовремено ви благодарам за вниманието што не следевте од 9 часот до сега и што имавте можност да ги проследите подготвените содржини. За утре екипата е исто така подготвена, бидете и вие подготвени во 9 часот. Довидување.